Продолжуваме со емисијата, како што најавивме. Тука во студиото ги имаме господата Мики Ристовски и Штерио Филиповски од Сдруженијето на војни ветерани и војни инвалиди Братство 2001. Добре дојавте во студио 10. Добре најдовте, да ви заблагодариме што ни повикавте во емисијата за да ги скажеме нашите задоволства и незадоволства што ги имаме како бранители. Да, вие неодамна во неделата одржавте една пресконференција на која што на некој начин ја потсетивте јавноста дека постоите, дека сте тука, бидејќи и вие самите кажавте, но и други велат дека сте на некој начин заборавени можеби од државата, но има и некои работи кои се многу поконкретни од тоа, дека не се спроведува законот за бранители, дека вие не си ги остварувате своите права кои веќе ги имате предвидено со закон, но вие барате и дополнителни права. Да. Ке зборуваме за сето тоа поединечно, еве да почнеме. Господин Ристовски, кога ќе кажете дека сте заборавени од државата и дека не се почитува законот за бранители, на што мислите? Па така, ние како војни ветерани или војни инвалиди, мислиме тоа дека воопшто државата нема за нас слух. Значи, ние имаме со закон добиено дека да има бесплатно здравство, меѓутоа нас не починуваат лица на улица, како што беше примерот во Прилеп пред една година, кога што умре воен инвалид, но лицето што немаше здравствено осигурање, не можеше се лечи, нема пари да плати приватно. Од другите околности кај што имаме треба да има предност при прием во школи, на факултети за запишување, исто така и тоа не се почитува од страна, законот не се почитува да имате предност за да се запишете на некој факултет и други такви работи. Ние како здружение сме 2 години старо здружение, сакавме да ги потсетиме сите дека ние како ветерани постоиме. Дека не сме заборавени, дека сме тука, а не добиваме ништо. Како што беа, како што се од НОП борците, наследници, ние сме наследници на нив. Значи, после индивиденците, после партизаните, ние сме тие што се бореле за Македонија. Така што сакаме да ги посетиме властите и сите тука дека бранителите не се само луѓе што се да се искористат и да се фрлат за еднократна потреба. Него ние сме луѓе кои што сме дале за оваа држава, сме се борели и пак ќе се бориме. Не да Боже да треба да дојде за такво нешто. Меѓутоа тоа што ни следува треба да ни се даде. Ние исто дел од нашите барања се да не биде само одредена, него сите бранители да добијат некој си надоместок или некој си привилегии во државата. Да, Филиповски, кога зборуваме за ова, еве, например, дека не се почитува законот, делот луѓето, делот гледачите, претпоставам дека не ни знаат кои се вашите права. Еве, кога ќе кажете дека не се почитува за здравствено осигурување, за предност при вработување, за студирање, прво да појасниме, како докажувате или постои ли некаква евиденција на бранители, на војни инвалиди, претпоставам дека тој дел е полесен бидејќи имате формално. Да. Да кажеме за труд и социјала. Сите се заедно во владата со Министерството за внатрешни работи и Министерство за одбрана, така да сите имаат евиденција од припадниците кои беа во склопот на единиците на армијата на Република на Македонија и во склоп на полициските сили на внатрешни. Што значи тие не ги делиме ние дали се од арма, дали сите сме во еден кош тука. И бранителите од АРМ и од МВР. Така да многу едноставно е да се провери. Сите ги имаат сите тие списоци кој каде учествувал, колку учествувал и кога ќе кажеме дека се бориме за правата, не се бориме и самиот назив ЗВИВ, Сдружение на војни инвалиди и ветерани, без разлика дали некој од тие бил ранет или не, се бориме за сите права, мислам подеднакво за сите што се членови и што не се членови на ова, затоа што имаме повеќе здруженија кај нас во Македонија, некои 5-6 колку што мислам јас така ми ги нели. Во моментов да, активни сме само ние. Активни сме само ние. И еве еден апел на пример да се здружиме комплет затоа што силата во кој ќе се соединиме повеќе онака луѓе, повеќе здруженија,
Тоа не упфаќа негде околу 20.000. Мене ми се чини дека и од пресконференцијата и вие на некој начин тоа и го побаравте, здружување. Тоа е јасно. Обединување на сите Обединување на бранители сите. да бидат. Ја да се надоврзам на господин Штергер затоа што значи ние има државата издаваше воени односно уверенија бранител, кај што имаме ние написмено дека сме били учесници во 2001 година како бранители. Голем дел од бранителите ги немаат извадено и сега се сноѓа со потешкоти. Значи како ќе отидат да ги побарат дека учествувале во 2001, ги нема во списоците или потешко доаѓа до нив. Тоа е така еден од поголемите проблеми што во момент се соочуваат дел од бранителите. Така докажувате всушност Да, пред значи тоа е доказот институциите. да пред сите институции доказот дека си бил уствари уверението бранител. Бидејќи како што кажав, воениот инвалид лесно докажува, бидејќи има основа, има добиено инвалиднина. Таму е лесно, но докажувањето е потешко само кај учесник во Кај учесници, точно, кај што не се воени инвалидни или за среќа што не се сите воени инвалиди, некои се боре и преживеа без никакви повреди. За психичките повреди не збориме, тоа веќе не се гледат. Меѓутоа, тоа е потешкотието, уверението бранител што ни го издава, што го имаме, некој што не го знае, сега се наоѓа со големи потешкоти да го извадат. И тоа е документот кој што е валиден дека бил учесник во 2001 година како воен ветеран. Можам да се надоврзам тука да кажам дека барем за оној дел што беа во резервниот состав на армијата на Република Македонија, имаат во воените книшки, оние старите што беа од ЈНА што ги наследивме, па и од новите од АРМ, има една графа позади кај што пишува учествува во војна и пишува дека за учество борба против ДТГ, диверзантско-терористички групи, и пишува од таа дата до која дата. Значи, и со тоа може да се докаже дека некој што вели Мики дека не е ранет, па потешко може да дојде, дека учествувал, преку тоа може. Додека за полицијава не знам како е регулирано тоа, дали имаат некои книшки, дали имале нешто во тој смисол. Сигурно имате евиденција во министерството кај што за сите луѓе што били учесници во тоа време. Во однос на ова кога зборуваме, еве и доколку пишува во воените книшки, но и доколку имате уверение, еве имате уверение, се е добиено, сакате да ми кажете дека и со такво уверение повторно не се почитува законот. Како тоа изгледа еве во пракса? Имате ли примери да не кажете доколку одите со такво уверение еве за да добиете здравствено осигурување, бидејќи да речеме не сте вработен или не... Конкретно за тоа е за здравствено, например во смисол на партиципација кога одите на лекар, Да. на некоја клиника. Имав некој проблем, да кажам, пред година, две, така нешто. Имаше на самата здравствена книжка позадината еден голем штембелј кај што пишуваше дека лицето тоа и тоа, според законот тој за војни инвалиди, е ослободено од партиципација и такви работи. Кога дојдов на шалтер ми кажа дека тоа не е веќе валидно, дека треба да се оди по општини и се соочи со некои проблеми што во смисол дојдоа годишни одмори, па не можеш по општината од Карпуш, ја припаѓам на општина Карпуш, бараката за таа канцеларија што е за војни инвалиди, ја префрлиле во склопот на општина Центар, затоа што се рушеше, се градеше општина Карпуш, па додека ги најдов, па после малце се помачив некои 4-5 месеци, додека ми дадоа едно уверение, ново, со кое демек можам да ги, мада не сум го употребил до сега, за да те ослободат од партиципација, затоа што не се ефтини, да кажам, тие партиципации за било кој преглед, минимум се 600-700 денара и така. А во однос на еве на другите работи за вработување, тоа за студирање, значи доколку имате уверение, повторно значи не поминува повторно се тоа. соочуваме со проблеми. Некаде поминува, некаде не. Во некои универзитети лесно поминува, значи како бранител, меѓутоа пак дека ќе со резерва. А за вработување до сега не знам некој да скажел дека ради тоа уверение што го имал да биде вработен. Конкретно има да речеме за фамилии за децата, да сакале се запишат на бранителите на академија или било каде од факултетите за безбедност, а лично за децата, за фамилиите, речеме, ние сме били повозрастни веќе, тие воопшто не се признаваат.
и нема никаква предност, не може никако да се искористи за тоа. Затоа и дел од нашите барање беше за потесното семејство, зашто ние кога се бера помина долго време. Ние, да не кажам, ни помина времето за на факултети, нели за школување, меѓутоа нашите деца се сега тука што треба да учат, да се надградуваат сите си. Нели ги учиме во духот да си сака државата, сака Република Македонија и да сакат во такви служби да може да се запишат да напредуваат. Меѓутоа за жал нема за тоа никаков слух и сега се уште сме со барање, со поднесување на барање до сите институции. До општините имаме поднесено барање за секоја општина во нејзина надлежност да може да речеме да испадне во сусрет на бранителите. Тука можам да кажам голема благодарност само до општината Ѓорче Петров кај граначалникот Александар и општината Карпуш кај граначалникот Стевче, кој што он одобри за децата, па дури граначалникот на општина Ѓорче Петров Александар одобри за внуците на бранителите да имат бесплатна градинка, да не плаќаат храна и такви работи. Има други општини како што сме сега Македонска Каменица, Преговори, Новац и Илинден и Петровац, кај што ни помагаат на бранителите, меѓутоа тоа не е преточено нели во закон или во да имате изгласано нешто на совет да биде стално. Повеќе исклучок отколку правило. Отколку правило, да. Не се работи за систем. Секаде имаме доставено дури до град Скопје, нели за ослободување од паркинг или барем намалено некоја си вако градски превоз, железнички превоз, со железнички превоз не е во град Скопје. Значи до секоја општина на нејзино ниво што може да помогне према бранителите, да може на некој начин да се олесни да не кажам животот или да имат некој олеснување. Значи тоа е сатисфакција. Си се борел за една држава, ние конкретно за Република Македонија и нели очекуваш нешто да имаме поврат. Случаевите кои што се еве Србија сега има одобриство на војните на бранителите, дури да не плаќаат и одредени производи како бела техника без данок, храна некоја без гранат и такви работи. Ке нас тоа нема ништо. Вие исто така барате, колку што видов од барањето освен здравственото осигурување, бесплатно високо образование за своите деца. Барате, како што кажавте, изедначување и со борците на НОБ, добивање на таков статус. Да. Што е во однос на тие останати барања? Во однос на тоа да се добијат семејни пензии, као што има, да кажеме, борците од НОБ, борците од НОБ ја направија таа држава, значи за време на Втора светска војна, во склоп на тогашна Југославија, од почеток на 90-ти, нели, Македонија како независна, самостојна држава, ние помогнавме тука да го зачуваме незиниот интегритетот на Македонија. И она што спомна сега Мики пред малку, не да Боже тоа повторно да се повтори, но секогаш тука ќе бидеме за државата и некои наредни генерации. Но што се однесува на претходното, Мики што спомна за општините, секоја општина посебно дека јас би дал предлог, на пример, како што напоменав на почетокот, да се соединат овие друштва што се останативе од кај се од Тетово, од Прилеп, Битола, Скопје. Достоинство веќе премина во политичка партија, не е веќе као здружение на војни инвалиди. И без разлика дали се војни инвалиди или само учесници во ова, кога би можело да дојдат да се споиме во едно друштво, во едно здружение, и да бидеме под закрила на државата. По урнек на она што го направија во Хрватска, каде што имаат Министерство за војни инвалиди и за војни ветерани, кај што ги фактички имаат министер кој се занимава со таа работа, со сите проблеми со кои се соочуваат, дали се тоа инвалиди, дали се ветерани, за сите комунални проблеми, за школство, за пензии, за сите тие работи, едно единствено министерство брка работа. Вака сега ние како Здружение Братство се трудиме, ние сме моментално едини активни, се трудиме да помогнеме колку што можеме и како што напоменав, не е само за овие што се од резервен состав од АРМ и од полиција, туку и за сите што биле војници, активни во тоа време,
и полицајци кои биле на должност тоа време. Значи за сите комплетно. Сите учесници во 2001. Колку сте, еве бидејќи самите спомнавте, колку сте задоволни од тоа колку политиката и политичарите се залагаат за вас? Еве го спомнавте достоинство, на пример, господин Стојанче Ангелов. Да. Самиот тој вели дека цело време се залага за правата на бранителите. Тој бараше во собранието да се направат измени на законот за бранители, како што кажа, обештетување на 15 семејства на загинати бранители, на 30 војни инвалиди, но тие измени не помина, иако тој цело време ги бара. Едно време се закануваше и дека ќе излезе од влада, но потоа не поминуваат тие од проста причина што немаат никогаш не може да најдат заеднички јазик од македонскиот блок, зборам Социјалдемократскиот сојуз и од друга страна ВМРО, да помена и Левица, да кажеме, и некои поситни партии што имаат своји представници во парламентот, да се договорат со еден преќутен договор, колку треба двотретинско мнозинство, да се направи еден предлог под закрила, велам, на владата, на државата, да се направи еден предлог и да гласат за тоа. Додека сигурно од спротивниот од албанскиот блок нема да гласат за овие барања, предпоставувам. Па искрено не сум сигурен и дали треба двотретинско мнозинство за тоа. Да, не, тоа вака не ги разбираме, ние не сме политичари, не ги разбираме. Предпоставка е и моја исто. Дека за овој закон Во однос на тоа, нели, господин Стојанче што има барано, нели, за одредене, ние за тоа бараме за сите. Значи ние ги двоиме луѓето дали се за 15 фамилии, за 30 фамилии или за значи за сите бранители да го добијат на тие што не го добиле, да добијат тоа што им следува. За сите бранители, значи во здруженијето ова е непартиско здружение. Значи нема ВМРО, нема СДСМ, нема Левица, нема и ги имаме кај нас во здруженијето што се и муслимани, што се бореле 2001 се бранители. Значи нема кај нас етничка припадност, нема партиска припадност во здруженијето. Значи ние бараме за сите. Сите што дале придонес, бараме за сите да се добијат некој си фидбек од тоа. Значи не ги двоиме луѓето. Ние имаме разговарани со политички субјекти, сме биле кај повеќе политички субјекти во владата и во опозицијата. Сите ни кажа дека ќе има некој слух. До сега само слух, еве ви кажав, има што имат изгласано се општина Ѓорче Петров и општина Карпуш. Со македонски каменици исто е во теке веќе и они да изгласаат. Другите општини веќе нема се уште ништо. Колку сте задоволни или незадоволни од тоа што политичарите ве користат понекогаш или ве искористуваат, значи зборувам за сите политичари генерално, кога им треба некогаш ќе ве спомнат или ќе се вратат на 2001-та, но кога ќе видите во пракса, вие, како што и самите вели, сте заборавени од државата. Да, по тоа се сеќаваат обично, најверојатно сега ќе се јават пред избори на пролет кога ќе ги закажат април, мај, или кога се поставаат оние венци на да, тогаш обавезно се удираат во гради секогаш. Прекштише се чувствуваме онака непријатно кога идеме на тие манифестации кога полагаме венци и свежи цвеќиња по споменициве. Обично јас сум од Љуботевски Бачила, ние настрадавме таму, каде што загина 8 луѓе, 8 бевме тешко ранети. И полагаме венци во Волково, кај што имаше 3-4 загинати, таму во касарната Илинден и во село Љубанци. И секогаш доаѓаат прво, нормално си имаат приоритет, разбирам, од владата кој ќе дојде некој, представник на премиерот, на председателот, од АРМ, од полиција. Следни треба да бидат кога полагаат венци семејствата на загинатите и преживеаните борци тука. Нас не оставаат, буквално можам да кажам, ко 13-то прасе последни. Сите по протокол ќе се изредат, некои издруженија, не знам, од деца на војни, на овие од НОП, некои на партизани, што имаат тие врска, зимаат пензии, зимаат ред други некои имаат привилегии, имаат, додека ние сме заборавени. Со самиот чин на полагањето на венците кога не ставаат последни, значи по тој протокол, ние последни, буквално, ние полагаме цвеќиња тука и онма се пакува, гардава оди, оркестрано се собира, ние буквално
сме оставени на маргини. Тоа е доволен показател колку не почитуваат. А друга работа, како што спомнав, се извинам, кој ќе почне да следа предизборна кампања, тоа ќе се сетат, па ќе ветуваат, како што рече Мики, имаат слух за нас, за нашите барања, ќе биде ова, ќе биде она, сето тоа ќе биде до наредниот кој ќе формира влада и после. Да. Врзосно сега на ова што кажа господин Штегов, би сакал да се надоврзам дека еви лани и оваа година кога бевме во на Мечкин камен кога положувавме цвеќе, дури не ни представија како Сдружение на војни ветерани, го Сдружение на граѓани. Значи, тешко паѓа тоа. Зошто, дали е тоа грешка во протоколот или мислите дека е намерно? Мислам дека е намерно затоа што ако беше грешка во протоколот, зашто ние им напоменавме и претходните години кога одевме им напоменувавме дека ние сме Сдружение на војни ветерани, да не најавуваат како нели Сдружение на граѓани, зашто сакаме да се стакнеме дека ние сме тука и дека постоиме. И лани и оваа година и пред тоа цело време не најавуваат како Сдружение на граѓани. На места кај што бевме да љубанци, кога сме биле волко, тука не на општинското ниво не представиле како што треба на Сдружение, меѓутоа како што кажа господин Штедерио, секој сме последните во протокол. Зошто е тоа, еве на Мечкин камен, зошто мислите дека така ве представуваат за да не се слушне војни ветерани зборот терминот, за да не се брануваат некои духови дека Па не би можел да знам зашто така може да е тоа причината. Не сакам да кажам нешто што би навело на погрешни заклучоци. Меѓутоа самото тоа некажување е исто како да сака да не се окриет. Дека не постоиме. Така се чувствуваме ние во тие моменти. Вие кажавте, господине Филиповски, дека вие сте тука, сте биле тука, сте се бориле за државата и ќе бидете повторно доколку треба. Се разбира, не дај Боже да треба. Да. Никогаш веќе, особено за воен конфликт, било каков, дали е во државата или со надвор, меѓународен и така натаму. Но кога зборуваме за сакање и за бранење на државата, тоа се прави и на многу други начини, не е секогаш само воен конфликт, имаме и временски непогоди, имаме и катастрофи и така натаму. Имавме ние поплави во кои загина 15 до 20 луѓе и така натаму. Но како ова влијае на идните генерации кога слушаат како се однесува државата кон вас, кои сте учествувале во воен конфликт, кои сте биле тешко ранети, сте поменале сите тие ситуации и како што вие велите оставени на маргините, последни таму, скроз на крајот. Како тоа ќе влијае врз идните генерации, доколку тие треба некогаш на некој начин да се борат за државата? Да, хипотетичко кога нешто би се случило. Влијае многу лошо, нормално. Даваат лош пример, кој ќе видат како сме поминале ние, така да не верувам дека некој би... Не знам, тоа е секојаш, можам да кажам слободно, индивидуално до човекот. Зборуваме, знаете како, зборуваме за залагање за државата на било каков начин. Сега тоа е за знаете како? активност. Конкретно, јас сум млади, ако преме мојот, нешто вика Тони. Зашто би се борел, зашто би трчал, кога гледате што ви прават на вас? Што вие добивте од тоа што се боревте за државата? Значи, они го гледаат тоа преку нас, како ние ништо немаме добиено. Зашто би се залагал, би го трошил своето време да се брани, вика, кога после тоа државата ќе ме заборави и ќе ме шутне на страна. Значи, со појќе млади така што сме разговарали, што доби ти? Конкретно со тие прашања. Зашто ми... Тоа е самиот ред. Колку луѓе се пријавуваат да идат во војска? Нема. Редовна војска нема. Нели има доброволна војска? Не се пријавуваат, затоа што сите сакаат да го избегнат тој дел. Затоа што државата не во моментиве не дава никаков фидбек према нас. Кога би виделе тие, да речеме, конкретни фамилите сите, да се каже, че татко ми беше борец, се бореше за оваа држава, доби тоа државата прем него, он ќе биде оне гор. И он ќе гледа дека нема никаков фидбек, нема ништо, зашто би се борел, зашто би дал нешто. Имаме ли некаква бројка, регистар на војни ветерани и војни инвалиди? Знаеме ли бројка некоја, колку се во државата? Под прилика мислам дека се војни инвалиди околу 500-600, додека активно учество во војниот конфликт 2001 имаше околу 20.000. Зборам за вкупно АРМ и полиција. Значи, толку би требало да се и војни ветерани. Да. Учествувале. Добро, за крај, кои се вашите идни активности, како што кажав, го видовме
онаа пресконференција каде што повикавте на обединување на сите здруженија. Што понатаму, што планирате, како понатаму Ние ќе повторно анимирате? институционално ќе се бориме за нашите права, значи ќе поднесуваме повторно барање до сите институции релевантни што треба, значи до општините повторно ќе поднесуваме барање за нашите за нашите права. Не можам да кажам за ништо поголемо, сето тоа се договараме со управните одбори што ги имаме во здруженијето, со членството. Меѓутоа сега за сега пак ќе се бориме институционално. Значи ние не сме насилници, ние сме едноставно луѓе што биле и ги бара своите права преку институциите. И ќе продолжиме така да бараме. Да. Добро. Ви благодарам на двајцата за учеството. Еве вака позборувавме да слушне јавноста кои се вашите проблеми, кои се вашите маки, што е она што го барате, па се надеваме дека институциите ќе имаат поголем слух. Ви благодарам на вас како телевизиска куќа што не поканивте, што имате слух за нашите барања, нели кога го видовте пресот. Пак уште еднаш бим заблагодарил од општините што дадоа забранителите и се надам дека ќе биде ова поттик и за другите општини, што побрзо во нивните можности да им удоволат на бранителите привилегии што можат они од нивна страна да ги дадат. Да. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, останете со нас. Одиме сега со едни кратки реклами и продолжуваме со Дарко Симуновски, експерт за криптовалути.